Во општина Карпош започна уписот на учениците за прво одделение. По список од Министерството за внатрешни работи имаме негде околу 720 дечиња, а по список од детските градинки што се на територија на општина Карпош се негде околу 615 деца. Овде мора да се надодадат и оние деца кои се во приватни градинки, како и дечиња кои што воопшто не одат во градинките. Се на се сметаме дека над 700 првачиња ќе имаме оваа година. Се соочуваме со еден проблем во кој што одредени училишта има премногу деца и мора да одат и во 3 смени, додека имаме училишта кои што нема доволно дечиња, а се е тоа благодарение на предрасуди за да одредени училишта не се користат, а на одредени училишта да имаме преголем притисок. Токму во училиштата Владо Тасевски, кој што се наоѓа на Деневски, има преголем притисок за упис на ученици во прво одделение и во училиште имаме 1010 ученици и од тие причини Советот на општина Карпош донесе нова реорганизација со кој што учениците кои што се запишуваат во прво одделение, а живеат на потезот од Рузвелтова до улица Братварска, значи кај Министерството за економија до Салон 29, тие ќе учат во основното училиште Војдан Римски, а пак учениците од Нерези, значи долно и средно Нерези, како и Тавталиџе, ќе учат во училиштето Братство, односно реорганизацијата за Нерези почнува од предвлезот на фабриката Реплек. Со ова го правиме од крајна нужда затоа што нема доволно училишта, дополнителен проблем ни создава и потребата да училиштата се организира деветолетка, а сите овие училишта се планирани, програмирани за 8 годишни училишта, што значи во секој училиште дополнително ни требаат 4 до 5 ученици повеќе. Бидејќи ова одлука на Совет и одлуката на Совет не смее да крши никој, вклучувајќи и мене и директорите на училиштата, ги замолувам граѓаните да имаат респект за проблемите во кои што се соочуваат нашите училишта и одговорно тврдам дека е многу подобро вашето дете да учи во одделение со 18 до 23-24 деца, наместо во одделение со 34 ученици, каде што е нормално. Дисциплината е послаба, концентрацијата е послаба, надзорот на наставниците, на одделенските наставници не може да биде ист како кога има помалку деца и затоа сметаме дека сето ова што го правиме, оваа реорганизација, во интерес токму на учениците, за да од најрана возраст примат знаење онакво како што треба и се со цел нивните родители потоа кога ќе ги земат дома да имаат што е можно помалку работа со нив, односно децата да имаат повеќе слободно време за играње и за останати активности, наспроти навиката да во училиште практично не можат да абсорбираат големо знаење, иако се во целодневна настава, и родителите потоа да морат практично цел ден да учат со учениците, а со тоа и децата да бидат преморени и кај нив да се создава една амбивалентност кон учењето и кон училиштата. Сакам да им порачам на граѓаните дека ова го правиме во интерес на нашите првачиња, го правиме во интерес на нивните деца и барам целосно разбирање, но во исто време ги замолувам сите оние кои што живеат надвор од општина Карпош, исто така да ја почитуваат реорганизацијата, затоа што во општина Карпош не примаме дечиња од други општини токму од овие причини кои што ги имаме, кои што ги набројав. Во исто време, сите обиди кои што ќе бидат со разноразни правење фиктивни договори, наводни договори за кирии и така натаму, притисоци и сето тоа, јас ги замолувам сите граѓани да не поштедат од такви непријатности, како мене како градоначелник, така и советниците, така и директорите во основните училишта. Одлуката на Советот на општина Карпош мораме да почитуваме сите и таа одлука е донесена со консензус на сите политички партии и советнички групи во општината Карпош.